Секој што ме гледа, да можава да се разбуда, да не се секава на судовте женски, оние патила, што прво нас не следеа. Мојот живот и без граници, уморна приказна, скинати страници, празни ме испишали. Мојот живот е вечно паѓање, сена се зове, во нас ќе остане навеки стари времена. Тоа и ќе остане, да можава да се разбуде со кафе утринско, во кревет заедно, па не треба гнува. Тоа е голема одамна. Да можава да се залюба во мала селанка, нарочна ледина, без и сога, а до удален голема. А мојот живот игри без граници, уморна приказна, скинати страници, празни ме испишали. А мојот живот е вечно паѓање, сена се зове, во нас ќе остане навеки стари времена. Тоа и ќе остане. Почитувани, добро вечер и добре дојдовте на манифестацијата Избор на спортист на општина Кочани за 2022 година. Во соработка со Асоцијацијата на новинари од општина Кочани, кои го вршат изборот на спортист на годината, и оваа година го направија изборот. Се надеваме вистински, бидејќи тие се најупатените во резултатите и постигнувањата на нашите спортисти. Спортистите, слично како и уметниците, се своевидни амбасадори на секој град, држава, на општ и глобален план. Горда е секоја општина што има спортска младина. Горди сме и ние вечерва што сме во друштво на нашите најдобри спортисти и веруваме дека за повеќето од нив доправа предстојат предизвици и докажување на спортското поле. Поздрав до сите гости вечерва. Спортисти, членови на спортски друштва, федерации, тренери, спортски работници, новинари, спортски коментатори, љубители на спортот. Еден аплауз за сите пред. Но да не должиме,
оваа вечер општина Кочани ги прогласува најдобрите за 2022 година во спортот. Изборот го направија Асоциацијата на новинари со представници од Телевизија Кочани, Радио Кочани, порталот Гласно МК и порталот Комарец. Да ги поздравиме, а секако благодарност од општина Кочани за новинарските екипи кои ги следат и известуваат од спортските настани во Кочани. Годинава се избираа најдобрите во 6 категории. Најдобар тренер, спортска екипа, спортски работник, млади надежни спортисти, спортска личност на годината и спортист на годината. Во категоријата најдобар тренер се номинирани следните кандидати: Оливер Јовановски, ЖФК Кочани; Тоден Митов, Доменик Танев и Ефтим Акстендиев, ГФК Осогово; Игор Чокаров, Карате клуб Кочани и Оливер Коцев, Карате клуб Партизан. Комисијата одлучи наградата за најдобар тренер да му припадне на Оливер Јовановски, ЖФК Кочани. Оливер Јовановски е тренер на ЖФК Кочани од 2005 година. Во изминатата надпреварувачка 2021-2022 година успева клубот да го врати во првата фудбалска лига на Македонија за жени, откако една година истиот се надпреварувал во втората фудбалска лига на Македонија за жени. Тренер кој клубот ЖФК Кочани го подига на највисоко ниво и тоа преку една шампионска титула 2013-14 година и 2 куп трофеи 13-15 година. Наградата за спортски тренер ќе ја додели Тодорка Таковска, член на Комисијата за образование, култура, спорт и права на децата. Благодарам. Не ни врати грб, Оливер. Оли, не врати грб. Čekaj malko. Ви благодариме. Следува категоријата најдобра спортска екипа. Предложени се следниве кандидати: ЖФК Кочани, Карате клуб Кочани, Пинг-понгарски клуб Кочани од Кочани, Карате клуб Партизан и младинска екипа на ГФК Осогово. Според гласовите на Комисијата за избор, наградата за најдобра спортска екипа им припадна на Пинг-понгарскиот клуб Кочани од Кочани. Пинг-понгарскиот клуб Кочани од Кочани во текот на 2022-2023 година го постигнува својот најголем успех од самото негово постоење. По 6 годишно надпреварување во првата македонска пинг-понгарска лига и со победа на баражниот надпревар против ППК Радовиш од Радовиш, успева за тековната 2022-2023 година да обезбеди учество во елитната најдобра пинг-понгарска лига во Македонија Суперлига. Со погоре наведеното остварување, ППК Кочани од Кочани станува единствено спортско здружение од Кочани кој се надпреварува во најелитните државни првенства во Македонија. Повикуваме представник од клубот да ја прими наградата. Може и сите се разбира. Наградата за најдобра спортска екипа ќе ја додели Перо Ѓоргиевски, член на Советот на општина Кочани.
секој друга ни за телесона. Кажи ми ти каде избегуваш спортно ти, кога погледуваш некој твој, каде ти го звона. И успиве мига за тебе, живот ми дал само да посакаш ти. За момент ме запали кода судина ми, и остани се и го ми сакај ме. Патува далече нас, каде си ти, воземе изгорен град. Зајубен за да се даже секој едно звезди да се свива пурпурен дожд, созиве со крива земја и ти сакаш да ме лажеш. И успиве бира за тебе, живот ти дал само да посакаш ти. За момент ме запали кода судина ми, и остани се и дојди сакај ме. Продолжуваме со наградување по категоријата спортски работник. Во категоријата спортски работник се предложени следниве кандидати: Гоце Ангелов, Боречки клуб Спартак, Боречки судија; Александар Андов, Општински фудбалски сојуз; Бранко Богатинов, ГФК Осогово. Комисијата одлучи наградата за спортски работник да му припадне на Бранко Богатинов од ГФК Осогово. Бранко Богатинов е еден од највредните во клубот, поранешен делегат во прва и втора лига. Во 2022 година беше одговорен за организацијата на Петровдински турнир во мал фудбал, кој го организираше општина Кочани. Човек кој што секое слободно време го минува на стадионот и несебично помага за функционирањето на клубот. Наградата ќе ја додели представник од Комисијата за образование, култура, спорт и права на децата Кристина Атанасова Арсов. Поведете. Значи не се дуете, застани. Во категоријата на млади надежни спортисти, комисијата одлучи сите 14 предложени кандидати без рангирање да добијат признање. Сите тие заслужуваат посебно внимание, бидејќи нивните резултати доправа ќе следуваат. Нека ова им биде еден мотив за понатамошни успеси. Пред да им ги доделиме благодарниците, ве замолуваме да ги поздравиме со еден голем аплауз сите овие кандидати. Сега ги повикувам сите 14 кандидати да не се придружат на сцената. Признанијата на младите надежни спортисти и ги додели Голубинка Ѓоргиева, раководител на Оделението за јавни дејности, а воедно и одговорна за спортот во општина Кочани. Од Боречки клуб Спартак
Филип Ангелов и Даријан Павлов. КК Кочани, Лука Георгиев и Петар Николов. ЖФК Кочани, Христина Гоговска. КК Партизан, Божидар Трајчев. ФК Фудбал Старс, Филип Митев и Јована Велкова. ГФК Осогово, Иван Стојанов, генерација 2004, Марко Соколов, генерација 2004, Младен Атанасов, генерација 2011 и Марко Донев, генерација 2011. КГС Кочани, Матеј Постолов и Лука Костадиевски. Ова се сите 14 кандидати кои што добија признание од општина Кочани. Ај вие маленките напред застанете тука да ве сликам се. Дечко, ај ти маленко напред застани. Де соберете се така малку. Чекай, ти стани. Чекајте малку. Идете малку напред. Или можеш да сликаш така. Динче, Дине, застани. Ви благодариме на сите и посетуваме можността си и пред највозбудливиот дел вечерва предлагаме повторно музика со театробен, да продолжуваме.
За петицу и понеси без нова мака стара. Играјо души снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Играјо души снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветер да ги носи. Асоцијацијата на новинари од Кочани при самиот избор на спортист на годината предложија признание да му се додели и на Сдруженијето на граѓани Никола Мантов од Кочани, кој несебично се залага за развојот на спортот во Кочани. Основано е од група ентузијасти, навивачи на ГФК Осогово пред 2 години. Својата дејност ја фокусира на финансиската, материјалната и моралната поддршка на ГФК Осогово со посебен аспект на младите категории фудбалери. Сдруженијето има повеќе од 20 членови кои активно донираат средства за поддршка на работата на ГФК Осогово, а обезбедуваат донации и од бизнис секторот. Досега Сдруженијето има обезбедено повеќе од 10.000 евра за работа на клубот. Најголема донација е новата сала за фитнес и теретана на фудбалерите на Осогово, која Сдруженијето ја предаде на клубот на почетокот на кариерата. Наградата ќе ја додели председателот на Советот на општина Кочани Лазо Митев. Пред да го прогласиме спортистот на годината, ќе доделиме уште една посебна награда. Станува збор за спортска личност на годината. За спортска личност на годината за 2022 година избран е Јован Манов од Кочани. Јован Манов моментално може да тренира за ФК Адана Спорт Република Турција, инаку е поранешен член на ГФК Осогово, најмлад капитен на ГФК Осогово и поранешен млад репрезентативец на Македонија до 21 година. Јован Манов е пример за млад спортист кој започнува спортска кариера во Кочани, а продолжува да ја гради во странство со престижен светски спортски клуб, која представува успех не само за ГФК Осогово, туку и за целата општина. Наградата за него исто така ќе ја додели председателот на Советот на општина Кочани Лазо Митев. Дали има представник или полуцна ќе ја дадеме наградата? Може од Осогово некој? И сега следува најважната категорија избор на спортист на годината. Предлози за спортист на годината беа: од карате клубот Партизан Филип Стојанов, КК Партизан Мартина Шахинова, КК Партизан Ангел Стојанов, КК Кочани Наталија Карова, КК Кочани Иван Арсов, ЖФК Кочани Симона Веселинова, ГФК Осогово Тоше Манов, ГФК Осогово Јован Манов, КГС Кочани Мартин Андонов, КГС Кочани Димитри Спасов и Сојузот на училишен спорт Јована Давидкова. Ова беа предлозите за спортист на годината. Комисијата гласаше и ги рангираше последниот редослед. 6. КК Кочани Наталија Карова. 4. ЖФК Кочани Симона Веселинова.
Уште едно четврто место. КГС Кочани Мартин Андонов. Трето, Сојуз на училишен спорт Јована Давидкова. Второ, КГ Партизан Филип Стојанов. И прво место, ГФК Осогово Тоше Манев. Тоше Манев е капитен во ГФК Осогово и најдобар стрелец во третата македонска фудбалска лига Исток со постигнати 23 погодоци на 11 надпревари. Тоше Манев и минатата сезона во втора лига Исток е најдобар стрелец со постигнати 17 гола. Го замолувам градоначалникот на општина Кочани, Љупче Папазов, да ја додели наградата за спортист на годината. Тоше? Јована Давидкова. Јована Давидкова. Симона Веселина. И Наталија Карла. Ај заедно. Ова награда представува само мотив повеќе за да продолжиме со добрите настапи за Осогово, за успешна сезона, повеќе голови и да го вратиме Осогово каде што му е место во втора лига. Моментално сме со бодовна разлика 6 бода и планираме исти да ги задржиме и уште подобро и поеко за добараш и се надеваме на влез втора лига. Па здрави планови да останам во Осогово, веќе подолго време сум таму капитен. Со годинешната манифестација за избор на најдобар спортист на општина Кочани правиме еден символичен напор да ги одбележиме спортските резултати на спортистите кои делуваат на територијата на општина Кочани, а во исто време да ги мотивираме понатаму да постигнуваат уште поуспешни резултати. Во оваа прилика им го честитам на добитниците освоените награди, им посакувам многу успех во нивните спортски и животни кариери. Па, општина Кочани преку програмите за спорт инкорпорирани во буџетот за секоја буџетска година определува еден буџет и средства кои се наменети за мотивирање и за финансирање на работата на спортските клубови и на поединците. И сметам дека во рамките на своите можности и расположивите средства го даваме максимум. Околу 5 милиони денари се издвоени за буџетот 23 година за поддршка на прецизно на спортските активности. Инаку во делот на поддршката на спортот правиме дополнителни напори преку обезбедување на средства за финансирање на работата на објектите во кои извршуваат својата спортска дејност. Значи, во целина земено
и финансиски, и морално, и формално правиме поддршка и на поединците и на екипите. Па можам од моje лично име, од името на Женски фудбалски клуб да ветам дека оваа година напорно ќе работиме да обезбедиме опстанок во првата фудбалска лига на Македонија за жени, а веќе од наредната година да се екипираме малку подобро и да ги вратиме годините наназад, кога во 2014-15 бевме шампиони на Македонија и го освојувавме купот на Македонија. Секако имаме голем број на девојчиња кои се занимаваат со фудбал и кои што веќе чукаат на вратите и на репрезентацијата и на клубот. Се надеваме дека со нашите фудбалерки, со помош на неколку заселувања од странство ќе успееме повторно да бидеме во врвот на елитата на македонскиот женски фудбал. Најпрво да се заблагодарам за ова моја награда, која јас лично мислам дека е заслужена. Голема благодарност до екипата која мене изгласала да бидам ова сега што сум предложен, а ниедна работа не доаѓа сама по себе. Значи треба желба, упорност и само така се стасува до целта. Прво благодарност до сите вас, мои колеги што ја следите нашата работа и за честа што ни ја дадовте која за нас ќе биде стимулација за понатамешни поголеми успеси за помош на нашиот клуб. Планираме уште многу активности, пред се целна група ни се младите категории на фудбалери, да им покажеме дека има перспектива и со тоа да создадеме една консолидирана структура која ќе го врати Осогово таму кај што му е местото у првата лига. Ti si volala od sol, među ženi milion, a svega ljubi me, gušti me jako, strši me jako staklo, ljubi me, samo ti znaš kako, gušti me jako. Sunce zjada i more to se granula, ti si volala od sol, među ženi milion, a svega ljubi me, gušti me jako, strši me jako staklo, ljubi me. Puši me jako, sve da smo zajedno, što ti pali, samo kaži, zašto buri i boleto, ti si laka, kako januari, sve da smo sami, što ti pali, samo kaži, zašto buri i boleto, ti si laka, kako januari, ljubi me, i gušti me jako, strši me kako staklo, ljubi me, samo ti znaš kako, puši me jako.